Има една римска поговорка, сите ја знаете, дека историјата е учителка на животот. Камо да беше така? Историчарите, и тоа многу сериозни историчари, знаат дека тоа за жал не е така. Затоа што ако беше така, ние одамна ќе бевме помудри во справувањето со сопствените страсти, заблуди, грешки, и верувам дека денес сигурно ќе бевме членка на двата најмоćни сојузи, ЕУ и НАТО, а многу веројатно и добри пријатели со нашите први соседи. Но има една друга сентенца на големиот историчар Болбанк, дека и животот е учителка на историјата. Затоа што животот не учи, како во секојдневието, така и во политиката, дека само тогаш, кога ќе им завртиме грб на малодушноста, на стравовите, на комфорната позиција и кога ќе се одважиме да се фатиме во костец и со најтешките проблеми, дека само тогаш кога сме решени да поминеме низ премрежија, било за лично, а уште повеќе за заедничко, за општо добро, само тогаш разбираме дека овој свет, овој живот, со сите своји фундаментални неправди, е вреден да се живее. Од кога дипломирав 1991 година на Филозофскиот факултет, на катедрата по класична филологија, и мене и на мојата генерација, младоста ни помина во неизвестноста. Дали ќе ја биде или нема да ја биде нашата земја. Имав и професионални и приватни прилики за секогаш да заминам од Македонија. Но бидејќи не можам да живеам надвор од Балканите и од Македонија, останав. Тоа беше и е мојот избор. Останувајќи дома, крстарејќи низ годините, по различни поводи, насекаде низ Балканите, намерно велам Балканите во множина, сватив дека животот, опстанакот и иднината на оваа, моја земја, е можен, само доколку успееме да изградиме добри релации со првите ни соседи и заедно со нив да зачекориме кон големите и моќни сојузи. Договорите со Бугарија и Грција го потврдија и мојот личен сон дека е тоа можно да градиме пријателски односи и дека е тоа така, дека патот на Македонија кон Европа води преку Бугарија и Грција. А сега да се вратам на вашиот проблем, драги колеги од мојата лева страна. Не може, колеги, вашата партија, ВМРО ДПМН, која нели, како што потенцирате секој ден, дека прва повикала, дека стратешка цел ни се ЕУ и НАТО, денес, кога стоиме пред отворените порти на овие два моćни сојузи, суштински за нашето обстојување, вие, токму вие да ставате рампа и од инает и од тврдоглавост, да го гушите здивот и на вашите собствени деца. Не сакам да верувам, честен збор, не ми стига во умов, дека вие, моите колеги, дека членовите на вашето раководство, меѓу кои има и универзитетски професори, не сте свесни за последиците по нашата земја доколку се отфрли Преспанската спогодба. Сигурно дека никој од нас не може да предвиди дали комета ќе ја удри Македонија. Ама исто така сигурно не може да не се знае дека подобар договор од овој нема да има. Не може да не се знае дека ако Македонија го отфрли, ќе биде заборавена, изолирана, ќе се претвори во некаква црна дупка, не дај Боже. Да се разбереме, и во дупка се живее. Само животот во дупка и животот на сонце се неспоредливи. Ке се согласите, сигурна сум. Ајде, отворено и честно да зборуваме за последиците. Ама ве молам, не на библиската Македонија, таа е во Библијата, туку за оваа наша денешната стварна, вистинската Македонија. Сите во оваа наша земја знаеа дека со децении постоеше проблемот. Та дури и децата знаат дека тој не падна од Марс, како што не падна од Марс и обврската да го решиме. Не сакам да верувам
дека во овие моменти не помислувате на вашето членство и на вашите симпатизери, кои патем се и мои сограѓани, и на кои со години им ветувате дека ЕУ и НАТО се ваши приоритети. Како ќе им објасните на луѓето, ако не дај Боже, дојдат такви црни денови, дека токму вие, ВМРО ДПМНЕ, во годината 2018, поради инаетење со целиот свет и поради тврдоглавост, им ја украдовте иднината. Мислите дека ќе ве разберат? Што ќе им речете? Дека историјата и политиката повеќе ги практикувавте како некаква судбина и елементарна непогода, отколку како работна обврска и граѓанска должност? Не можам да поверувам, колеги, дека вашата партија со фрлање дрвја и камења под Преспанската спогодба, со ширење страв меѓу луѓето, со обструирање на целиот процес на приближување кон ЕУ и НАТО, не гледа дека работи во интерес на сите оние во Грција, а тие не се малку, кои не можат да замислат ни М во името на нашата земја, а камоли македонски јазик и македонски идентитет.